Годинава ја стартуваме со 1 милиарда задолжување. Нова евро обрзница, 10-та поред. И прва лидерска средба по подолг период, но без присуство на лидерот на опозицијата Венко Филипче. Во новото издание на Трилинг неколкумина соговорници од различен профил. Еве што ќе гледате. Неопходно е да се смени структурата на економијата за да се обезбеди не само статистички раст, туку и развој, кој што ќе обезбеди генерално подобрување на животниот стандард на населението. Растот на бруто домашниот производ се должи на зголемена јавна потрошувачка. Во голем дел таа јавна потрошувачка е резултат и на зголемениот долг. Е време можеби да се преиспита самата одржливост на овој тростолбен пензиски систем. Предмет на проверка ќе бидат 10 суди, 10 јавни обвинители, градоначелниците, делот што им е продолжен мандатот, односно реизбрани што се, 10 ќе бидат што им завршил мандатот, 10 пратеници и 10 министри од актуелниот состав на владата. СДСМ е све само не нов актер и не сум сигурен колку таа стратегија и пристап ќе вроди со плод. Дуи е фактор била и ќе биде. Се што се случи врска со овој филм е навистина едно чудо и една огромна потврда за нашиот труд, талент и капацитет како една мала екипа. Приказната за Силјан е оживување на едно дело кое е пред се прекрасно, кое ни кажува многу ствари за тоа од каде потекнуваме, кои сме, што сме. Македонската економија година ќе забележи пораст од 3%. Глобално тоа е околу просекот во земјите од регионот и Централна Европа. Сепак е помалку од оптимистичките проценки на владата за раст од над 3,5 до 3,8%. Во овој издание на Трилинг соговорник е Кирил Миновски, поранешен министер за финансии и екс-директор на Управата за јавни приходи. Добро дојдете во емисијата. Добро вечер до гледачите, ми представува задоволство што сум тука. Господин Миновски, во неделава зад нас е и пласманот на новата 10-та евро брзница, овој пат од 1 милиарда евра, две транши по половина милиарда. Годинава ја стартуваме со нови задолжувања. Има ли простор за стравување во однос на оваа перманентна политика на задолжување? Доколку ги следиме оние критериуми што Европската Унија ги наметнува во однос на одржливоста на висината на јавниот долг, сметам дека со ова задолжување некаде се наоѓаме околу 63%, границата е 60%. Се разбира дека за вакви економии како што е македонската економија треба да се биде внимателен во однос на начинот на кој што се менаџира јавниот долг и задолжувањето. Ние во наредните мислам 7 години треба да вратиме долг од околу 8 до 8,5 милиарди, што представува секако сериозен предизвик од аспект на управувањето со јавните финансии. Несомнено е дека постојат и стари обврски, несомнено е дека треба да се обезбеди ликвидноста на буџетот, меѓутоа треба да се биде внимателен и треба да е колку што е можно одиме на фискална консолидација и намалување на буџетскиот дефицит. Годинава 1 милиарда евра задолжување, за 5 години ќе треба да вратиме речиси 9 милиарди евра. Ќе бидеме ли солвентни во овој дел? Па тоа зависи пред се од капацитетот на економијата да генерира раст. Македонската економија, за да може да го сервисира долгот пред се, неопходно е да генерира раст кој што ќе биде поголем од овие 3% кои што ги имаме во моментот, за да може да се одржува тој сооднос на нивото на јавниот долг во однос на БДП-то во рамките на овие предвидени граници, за да се обезбеди одржливост на системот за јавни финансии. Понатаму, она што е многу битно, е битно секако и стапките по кои што се задолжуваме и несомнено е дека стапката на реалниот раст на БДП треба да биде поголем од висината на каматните стапки, за да се обезбеди исто така еден дополнителен аргумент за овие задолжувања. 2 милиарди евра пруга, 4 милиарди автопати, 1 милиарда унгарски кредит. Тие ќе тежат во наредните 5 до 7 години. Би биле товар ако имаме пораст на бруто општественото производство повисок од каматите што се плаќаат за
кредитните линии, обврзниците? Во однос на овие проекти, дел се веќе средства кои што се обезбедени и потрошени, а дел се средства кои што се во најава. Дали со каква динамика ќе бидат реализирани, во моментов ги немаме сите детали. Беше наведено дека ќе постои определен вид на проектно финансирање, меѓутоа несомнено е кога се трошат овие средства во делот на инфраструктурата, иако тие нудат определен така наречен ефект на мултипликатор кој што влијаат позитивно на економијата, неопходно е да се земат во предвид и други елементи, дали постојат соодветни студии во однос на истите проекти за нивната економска одржливост. Понатаму неопходен е соодветен проектен менеджмент заради тоа што доколку проектите не се имплементираат во она што е предвидена временска рамка, во тој случај се губи и тој позитивен ефект што евентуално би го носеле овие капитални проекти. Господин Миновски, помалку изгледа индикативно, владата се задолжи со нови 40 милиони евра кај Шпаркасе банка, а претходно во НЛБ банка со 30 милиони евра. Дали овие тековни и блиц задолжувања всушност се сигнал, индикатор дека буџетот ни е празен? Треба точно да се навлезе во деталите за причините за овие задолжувања на вакви износи од 30 милиони, не знам, претходно мислам дека имаше помал износи, да се види која е реалната причина, дали има некаков проблем со ликвидноста на буџетот и во поглед на генералниот процес на управување на јавните финансии, како собирањето на даноците, така и генерирањето на обврски. Треба да се направи внимателна анализа и да се види дали постои каква евентуално дупка постои во буџетот, на кој начин таа може да биде изменаџирана. Како вие го оценувате менаџирањето со јавните финансии? Во однос на менаџирањето со јавните финансии е многу неблагодарно да се говори од позиција на понадешен министер за финансии, заради тоа што секогаш има елемент кој што може да се земе како субјективен. Меѓутоа, генерално сметам дека постојат понезависни меѓународни финансиски институции, Европската комисија, кои што даваат определени видувања, собствени видувања во поглед на начинот на управувањето со јавните финансии, даваат определени препораки како да се унапреди тој процес на менаџирање со јавните финансии. Можеме ли долгорочно да планираме каква политика економска ќе водиме, за да обезбедиме релативно стабилен економски раст во ситуација на вакви перманентни задолжувања? За волја на вистината, ние со овие задолжувања, всушност и овие кредити, враќаме и стари долгови. Постојат определени стратешки документи кои што на редовна основа се изработуваат во Министерството за финансии, тука учествуваат и други институции кои што генерално се наметнати како критериуми кои што од нас ги бара и Европската унија во тој предпристапен процес. Ние користивме и техничка помош во изработката на овие документи, тоа е програмата за економските реформи и на редовна основа се врши ажурирање на фискалната стратегија. Во таа фискална стратегија за временски период од 3 години се предвидуваат сите приходи, расходи, се планира какав ќе биде и какво е движењето на јавниот долг, а исто така се предвидува каква ќе биде големината на овој буџетски дефицит. Она што нас ни недостасува е секако постоење на една подолгорочна стратегија која што би довела до структурна промена во економијата, заради тоа што неопходно е да направиме промена не само во делот на управување со јавните финансии, туку и генерално неопходно е да се смени структурата на економијата за да се обезбеди не само статистички раст, туку и развој, кој што ќе обезбеди генерално подобрување на животниот стандард на населението, кој што ќе обезбеди повисок степен на продуктивност, по конкурентна економија, затоа што дури и да се откочат овие процеси за влез во Европската унија, еден од основните критериуми е постоење на конкурентна економија која што ќе може да го издржи притисокот на конкурентските сили на заедничкиот пазар. Значи, нас ни е неопходно да работиме на конкурентна долгорочна стратегија за развој на конкурентна и одржлива економија. На што се должи порастот на бруто општественото производство? На реално создадена додадена вредност во македонската економија или на експанзијата на започнати, а недореализирани проекти? Генерално кај нас растот на
бруто домашниот производ се должи на зголемена јавна потрошувачка. Во голем дел таа јавна потрошувачка е резултат и на зголемениот долг. Понатаму вториот двигател се секако овие градежни активности кои што произлегуваат како од инвестиции во градежништвото, така и од имплементација на претходно обезбедени алоцирани средства за реализација на капиталните инвестиции. Меѓутоа, растот не е резултат на зголемена продуктивност, на конкурентност или извозен капацитет на македонската економија. Како го објаснувате фактот? Имаме раст без развој, економија на згради, бетон, имаме градежна експанзија, а од друга страна велиме сиромашни сме. Дали Балканите пари, сивата економија всушност завршува во изградба на гради, купување на станови? Одговорот содржи повеќе компоненти. Една компонента може да биде секако и оваа сива економија, постоење на определени сиви пари кои што државните институции немаат капацитет да ги исконтролираат и кои што најверојатно наоѓаат соодветен простор да бидат инвестирани во секторот на градежништвото. Дали институциите немаат капацитет да ги менаџираат овие валкани пари или им се прогледува низ прсти? Па има секако има и едни и други елементи. Има слабости кои што се пред се во рамките на самите институции, како во делот на пред се дигитализацијата, во делот на постоење на јасна стратегија за борба со сивата економија, определени законски слабости и недоречености, можеби потребата од носење на закон со кој што на соодветен начин ќе се дефинира обврската за докажувањето на потеклото на имот. Тоа е едниот елемент. Вториот елемент во делот на овој бум на градежни активности можеме да го гледаме и во инфлацијата со кој што се соочуваме како економија во изминатиот временски период, и многу често дел од овие слободни пари се инвестираат во недвижнини од проста причина што се смета дека недвижнината може да биде на некој начин чувар на вредноста на капиталот. Воспротивно, имаме многу често како резултат на инфлацијата голем дел од овие парични средства со кои што се располага ја губат собствена оваа вредност, така и нас имаме една општа неразвиеност како на пазарите на капиталот, така и акционерството не е на соодветено ниво како резултат на слабостите во системот на корпоративното управување, така да граѓаните не инвестираат на берзата, не инвестираат во акции, немаме нови IPO-аз или нови емисии на акции, што секако го стеснува просторот и ги насочува дел од овие средства во градежништвото, што доведува исто така до зголемување на цената на недвижнините. Меѓутоа, генерално, во овој дел државата треба да размислува за водење на соодветна политика, заради тоа што таквите високи цени од една имаат, се разбира, негативен импакт на демографијата, а демографијата е секако сериозен проблем со кој што ние се соочуваме. Следите трин гостин во емисијата Кирил Миновски, поранешен министер за финансии, екс-директор на управата за јавни приходи. Господин Миновски, што е нереално? Владата, статистиката или животот, ако сме први во Европа по раст на бруто-општественото производство, а од друга страна граѓаните велат животниот стандард ни е животниот стандард станува се поскап и поскап. Статистиката се бројки, несомнено е дека постојат методологии како тие се доаѓа до прени статистички податоци. Статистичките податоци може да се толкуваат на различен начин, меѓутоа она што е реално тоа е начинот на кој што граѓаните живеат, дали чувствуваат подобрување или не. Дефинитивно на основ на параметрите кои што се поврзани со животниот стандард на населението, куповната моќ на населението, македонските граѓани се меѓу најсиромашните во Европа. Од тие причини треба да се фокусираме на оние елементи кои што веќе ги споменав, на градење на една долгорочна стратегија, на можеби креирање на еден општествен консензус по однос на овие прашања, заради тоа што основен приоритет е подобрување на реалниот животен стандард на граѓаните и подигнување на нивото на реалните плати, за да се почувствува некакво реално подобрување во реалниот живот.
Господин Миновски, колку буџетскиот дефицит во пензискиот фонд има негативен импакт врз финансиско-економската состојба? Па тоа е проблемот со буџетскиот дефицит, ние го имаме како проблем од самото осамостојување и тоа беше една од причините за иницирање на реформата во 2004 година и креирањето на тристолбниот пензиски систем. Во просек Македонија троши на пензиски систем од 9 до 10% од бруто домашниот производ, додека дефицитот се движи околу 4 до 5%. Секако дека тоа представува посебен предизвик заради тоа што ја ограничува можноста за некаква креативност во делот на управување со јавните финансии. Меѓутоа, она што е посебно значајно за нас е дека е време можеби да се преиспита самата одржливост на овој тростолбен пензиски систем, да се размислува можеби за определени промени, слично на примерот на Полска, Хрватска, држави кои што го има има спроведено идентични реформи како оние кај нас. Дали сметате дека вака како што е сега пензискиот фонд е неодржлив долгорочно? Долгорочно, доколку остане тростолбниот пензиски систем, според оние проекции кои што ние ги имаме, односно беа изработувани актуарските проекции со воведувањето на тростолбниот пензиски систем и со исплатата на пензиите од првиот и од вториот столб, тој ќе обезбеди определена одржливост и проектирано е да тој дефицит се намалува. Меѓутоа, тие проекции беа правени во едни други демографски услови. Проблем представува, се разбира, демографијата и заради тоа е неопходно да се направат нови проекции, нови дополнителни анализи во тој поглед, за да се види какво ќе биде оптоварувањето во новонастанатите услови на јавните финансии. Понатаму, многу битен елемент е општата стапка на вработеност кај нас. Таа е на многу пониско ниво од она просечна стапка во земјите членки на Европска унија. Например, кај нас општата стапка на вработеност се движи околу 56%, додека во најголемиот дел на земјите членки во Европска унија се движи во просек 72-73%. Тоа покажува дека имаме голем дел на неактивно население, а тоа неактивно население не контрибуира во пензискиот систем, со што дополнително се зголемува таа можност за како да кажеме, за зголемување на предизвиците на процесот на управување со јавните финансии и со пензискиот систем. Несомнено ни требаат анализи и реформи во овој сегмент. Бевте директор на управата за јавни приходи, лани завршивме со 10% помалку собрани даноци и исто колку помала реализација на буџетот во 2025. Лошо планира или царува сивата економија? Па, на некој начин во прашањето се дадени и одговорите. Делумично секако можеби планирањето било преамбициозно за да тие средства се соберат. Во вториот сегмент секако има сива економија, има определени институционални слабости во управата за јавни приходи, пред се во делот на дигитализација. Неопходно е повисок степен на софистицираност на самата управа за јавни приходи за решавање на проблемот на сивата економија и неопходно е она што е многу битно, континуирани реформи во деловното обкружување, креирање на предвидливост за субјектите и креирање на соодветна стратегија и план за борба со сивата економија. Тоа се на некој начин овие три сегменти кои што можеби придонеле за оваа пониска наплата. И секако најбитното е креирање на конкурентна економија во која што фокусот ќе биде на промоција на извозни активности, зголемување на вештините со кои што располага работната сила, техничко-технолошки развој и секако зголемување на продуктивноста на трудот, заради тоа што продуктивноста кај нас се движи од 30 до 40% од она што е просечна продуктивност во Европската унија. Благодарам за гостувањето и разговорот. Ви благодарам и на вас за покана. Кирил Миновски, поранешен министер за финансии и екс-директор на управата за јавни приходи. Одените минути соговорник ќе биде председателот на антикорупцијската комисија Адем Чучуќ. Добре дојдовте во емисијата. Добро ви Конечно најдов. се најдеме и да дојдете да бидете гостин. Благодарам на поканата во секое време. На 4 декември стапивте на функцијата прв човек на антикорупцијска. 40 дена сте скоро Так. на оваа функција. Може да се пофалите кои постапки се отворени во изминатив период? Значи,
Точно на 3 декември дојдов, месеци повеќе, поголемиот дел еве се погоди и празници, но и активни бевме доста во крај година, денот за борба со корупција и настани околу тие активности. Во крајна фаза сме на подготвување на новата национална стратегија, што е инклузивен антикорупцијски документ на ниво на држава кој требаше до крајот на година да се усвои, односно донесе. Се надеваме до месец март дека ќе завршиме постапката. Во однос на постапките по предмети, актуелните 2 предмети што беа потенцирани од Социјалдемократскиот сојуз во однос на набавките наводно фирма блиска до власта дека добила тендери во вредност од 9 милиони евра и исто така постапките за јавни набавки на наводно фирма блиска до директорот на СОЗР се отворени. Исто така донесовме нов годишен план за следење на имотна состојба. Дали во овие 2 случаи има простор за сомнев за криминал? Ќе видиме. Значи, ќе покажат податоците, односно документацијата која ја прибравме. Во едниот случај постапуваме по самите јавни набавки, односно во фирмата со наводно 2 вработени, прибрани се документи од надлежните институции, се работи за објавна документација, ќе ја разгледаме од аспект на нашите можности и механизми, доколку оцениме дека има сомневања за корупција и криминал, ќе проследиме до надлежни органи пред седовите. Дали антикорупцијската комисија конечно ќе покаже заби и ќе се спротивстави на центрите на моќ? Или натаму ќе имате одреден селективен пристап? Морам да кажам дека ДКСК постапува и ќе постапува неселективно, тоа е најважно. Ние сме пред се превентивен орган, имаме механизми на располагање кои се од аспект на превенција на корупцијата и доколку утврдиме сомневања за евентуални злоупотреби, нашето е да проследиме, односно да инициираме постапување на други надлежни органи кои што понатаму имаат механизми да ги истражат тие случаи. Така да стојам на ставот дека неселективно постапуваме и во иднина ќе постапуваме еднакво и транспарентно кон сите отворени предмети, како по пријави, така и по собствена иницијатива. Во минатото 6 члена на антикорупцијска, водени од тогашната ваша предходничка Димитриевска, не загризува во високопрофилните случаи што ги вклучува премиерот и првите луѓе на тајната полиција и на Агенцијата за разузнавање. Затоа и неслучајно ве прашав дали конечно ќе отворите фронти кон оние случаи кои се од високозначени или високопрофилните случаи за сомнежи каде што може би има корупција и криминал. Морам да напоменам дека и во тие 2 или 3 случаи, неколку што јас ги памтам како генерален секретар, комисијата постапи во рамките на своите надлежности. Дури во тие случаи имаше и постапување на надлежното јавно обвинителство. Сепак ние од наш аспект ги гледаме од аспект на прибрана документација и што може ние да утврдиме. Сепак ние сме превентивен орган, немаме истражни механизми. Во одредени случаи, ако дојдеме до сомневање, како што кажав и претходно, ние инициираме постапка до надлежно јавно обвинителство, кое што има и други механизми, истражители, ПИМ мерки и други можности да утврди подетално корупција. Ние во рамки на нашите надлежности постапуваме во сите случаи, без разлика на кое ниво на власт се работи. Во одбраната на вашата теза за избор во собранието, истакнате дека ви лежи наблюдувањето или обсервацијата на имотот на функционерите. Дали ќе се согласите дека со тезата дека кај нас ништо не успева толку брзо и лесно како реформите за брзо богатење на мал број луѓе и побрзо осиромашување на поголем број луѓе? Согласувам со вашата теза, токму тоа го истакнав и во интервјуто, бидејќи 7 години или 8 работев на таа проблематика и сум, да речам, еден од основоположниците на сите реформи во тој дел, во пријавувањето и следењето на имотната состојба. Токму една од нашите први активности беше донесување на планот за испитување на имотната состојба за 2026 година и имајќи ги во предвид критиките и на извештајот на Европската комисија, го зголемивме број на лица кои што ќе бидат предмет на проверка
и ќе бидат предмет на проверка најризичните категории на функционери и висок профил на функционери. Кои се тие најризични профили? Тие што се детектирани со нашата национална стратегија, односно со анализата на ризици од корупција, области кои што се детектирани како ризични за корупција. Пред се правосудството, значи предмет на проверка ќе бидат 10 суди, 10 јавни обвинители, градоначелниците, делот што им е продолжил мандатот, односно реизбрани што се, 10 ќе бидат што им завршил мандатот, 10 пратеници и 10 министри од актуелниот состав на владата. Значи висок профил на функционери предмет ќе бидат на проверка согласно новиот план. На очиглед на јавноста се почесто сме сведоци на митоманија, корупција. Извештаите на меѓународните партнери секогаш нотираат висока стапка на корупција. Зошто овој проблем никако не можеме да го искорениме? Вака Гораст, значи тоа кај нас за жал корупцијата, односно стана и ја прифаќаме некако. И меѓу граѓаните е прифатена како начин да се оствари некое право. Токму затоа многу се значени превентивните механизми, да го подигнеме интегритетот како на лицата кои вршат јавни функции, така и на самите институции. Со подигање на интегритетот ние треба да го смениме мајндсетот дека граѓаните, односно институциите постојат за граѓаните, а не граѓаните да понудат мито за да завршат одредена работа, дали да стигнат на ред за операција или да остварат некое право од социјална заштита. Меѓутоа, господине Чочур, како го објаснувате феноменот? Се отвара предмет, почнува судски процес, тој трае, или ќе се заташка, или осомничениот ќе биде ослободен. Реформите во судството се едни од најзначајните приоритети на целата држава, токму затоа правосудството повторно ние дел од националната стратегија предлагаме сет на мерки кои што ќе придонесат за подигнување на интегритетот во судството. Исто така политиките за интегритет ги прилагодивме на потребите, односно спецификите на судството. Еве почнавме со тој проект. Мислам дека уште апелационото подрачје Гостивар ја нема подпишано политиката за интегритет. Управниот суд, Врховниот суд со цел да внесеме процедури поврзани со интегритетот кои ќе го подигнат интегритетот во судството со цел да се забрзаат реформите во тој дел, покрај со националната стратегија, мерките кои што ќе бидат усвоени, целиот систем на судство, процесуирани на предметите, да се подигне на тоа ниво да граѓаните стекнат поголема доверба во правосудниот систем. Дополнително значајна е неказнивоста. Неказнивоста придонесува до поголем степен на корупција. Ако вие видите кај некој друг дека не е казнет, истото вие ќе го направите. Обратно, ако казнивоста е на повисоко ниво, превентивно ќе делува да не се прават. Можно ли е правда во Македонија во ситуација на бескрупулозност, ароганција? Мафијата станува дел од секојдневието. Правдата е утопија не само во Македонија, и во модерниот свет. Но целта е да ја сведеме на некое односно корупцијата и поврзано со тој и правдата, да ја сведеме на некое поприфатливо ниво. Никаде во светот не може да се искорени корупцијата, но да придонесеме како општество да се издигнеме. Мислам дека во одреден период и го достигнавме дното во Европа, да се издигнеме до европските стандарди. Тоа можеме да го направиме само преку реформи и приближување, односно интегрирање во Европската унија. Сметате ли дека со новиот започна собраниската седница околу новиот изборен кривичен законник, сметате ли дека со овие најавени измени конечно ќе излезе на виделина правдата? Спорни беа оние членови 353. Ние како комисија и кога се направи измената фамозната на кривичниот законник во 2020 реагиравме дека неприфатливо е такви измени да се вршат во така брза постапка и без јавни расправи. Токму истото е детектирано како проблем во подготовка на новата национална стратегија. Ние таму потенцираме дека треба да се извршат измени на кривичниот законник, со што ќе бидат опфатени поголем број на дела поврзани со корупцијата и ќе се зголемат
санкциите, а во крајна инстанца да се донесе нов кривичен системски законник кој што ќе биде согласно европските стандарди и каде што ќе бидат опфатени и новите форми на кривични дела поврзани со корупцијата, имајќи во предвид дека сме во ера на дигитализација, секојдневно се создаваат нови можности за корупција. Дали со новиот кривичен законник ќе се избегне селективноста? Ние го поддржуваме во секој случај процесот на донесување на измените на кривичниот законник. Токму еве утре сме поканети, собранието има јавна расправа, значи сме на став дека треба да се почитуваат одлуките, односно решенијата на Уставниот суд, да се отстранат сите оние штетни последици кои настанаа со донесените измени во 2023 година, со што застареа одреден дел кривични дела. Меѓутоа ретроактивно не може да не може, да. Но во иднина со подобро дефинирани кривични дела и со јаки, односно по големи санкции, ќе придонесеме за подобра, поголема казнивост и на некој начин да се воспостави владење на правото и правната држава. Не може да се санираат последиците од претходните одлуки? Знаете како е правото, како викаат, правото, подобриот закон може да се примени ретроактивно. Законот ако е полош за странките не може да се примени. За жал, штетните последици настанаа. Како по однос на поединечни случаи, така направија штета и на државата, во смисла ние сме неколку пати негативно оценети во тој дел. Мораме да ги земеме сериозно предвид односно критиките и препораките од последниот извештај на Европската комисија на полето на борба против корупцијата, ако сакаме државата да се придвижи напред. Благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Историски и традиционално има сериозни корени во заедништвото. Значи ние не сме прозападна и индивидуалистичка земја и ние треба тука да наоѓаме силата во нашето заедништво и унифицираност, нели? Тоа е нешто кое што не би сакала да се промени, не би сакала никогаш да се промени таа некоја длабока почит и однос кон природата и кон животните, кои што реално во западни земји не постојат. Значи, она што ние го гледаме во филмот, како еден човек домува едно диво животно и каква врска гради со тоа диво животно. Едноставно се читаа знаците. Не знам како да кажам. Знаете, кога ќе идете, читате знак, го препознавате и правиот знак само го ставате на право место. Ја мислам дека тоа Тамара најдобро го направи. Додека ја бев многу повеќе во оној друг дел, затоа што овој филм не е поддржан. Не беше на конкурс, па добиени се пари, па сега го испланиравме, па го организиравме, па ќе снимаме. По своите успешни премиери во Њу Йорк и Лондон, документарниот филм Приказната за Силјан во режија на Тамара Котевска ја доживеа својата свечена премиера во Скопје во Македонскиот народен театар, каде што филмот првпат беше прикажан пред македонската публика. Приказната за Силјан имаше светска премиера на годинешниот Венецијски фестивал. Освои 2 награди на Меѓународната асоциација за документарни филмови ИДА за најдобар документарен филм и најдобра камера. Неделова Приказната за Силјан ја доби и наградата на Cinema Eye Honors, една од најзначајните, највлијателни меѓународни награди за документарен филм. Во наредните минути разговор со Тамара Котевска и Јорданчо Петковски. Па инспирацијата почна пред 3 години. Мене штрковите ми биле всушност цел живот инспирација на некој начин, бидејќи имам пораснато со штркови во село кај баби и дедовци, кај што сум растела од најраното детство, со приказната од Силјан, со која што сум растела, меѓутоа никогаш некако не дошла на ред таа приказна и бидејќи имав символ штрк во играниот филм Човек против јато, чијото снимање продолжуваше некако да се одложува, решив да почнам со истражување на тема штркови за да сватам малце повеќе логистички како да пристапиме на снимање на штркови, бидејќи е навистина голем предизвик. И така почнав да комуницирам со Македонско еколошко друштво, со биолози кои што работат конкретно со штркови,
кој што не е моја прва соработка, јас за секој проект работам со нив, и Медена земја, и Езеро од јаболка и така натаму, тоа е веќе една долгогодишна соработка. И во комуникација со нив открив многу новости во врска со штраковите кои што се случуваат во Македонија. За жал не убави вести, а тоа е дека штраковите почнуваат се повеќе да јадат од дивите депонии. И тоа само по себе навистина ме заинтригира да почнам да истражувам на таа тема и ме доведе до тема за документарен филм, кој што пред се почна како еколошка приказна за животна средина, меѓутоа, како и во секој документарен филм, колку повеќе навлегуваш во темата, толку поголема магија се отвара, толку поголем свет некако се појавува пред наши очи. И така и се појави тој магичен лик Никола со неговата фамилија, земјоделци. И при тоа, понатаму во текот на снимањето се појави и неговата чудесна и невообичаена релација со штркот, кој што всушност го нарекуваме Силјан. Дали приказната за Силјан е документаристички филм кој ни ја прикажува македонската традиција и култура? Ја би рекол да, и не само што не ја прикажува културата, него ни кажува и каде сме. Обработка на една таква тема, као приказната за Силјан, е оживување на едно дело кое е пред се прекрасно, кое ни кажува многу ствари за тоа од каде потекнуваме, кои сме, што сме и како треба да се водиме. Една поучна приказна, така и самиот филм као таков би рекол дека да. Како вие се пронајдовте во овој филм како продуцент? Приказната за Силјан настана сосема случајно, спонтано, и беше еден добар начин да ја и Тамара се спознаеме као најблиски соработници, као продуцент и режисер, да видиме како дишеме, како работиме, во кој смер гледаме, како ги посматраме стварите и какви ни се страстите према филмот, дали сме на иста бранова дужина или не. Силјан настана чекајќи го играниот филм кој го реализиравме и го снимивме прошлата година, сега сме веќе 2026, да, прошлата година, кој беше повеќе милионски и бараше многу повеќе организацијски, да и време, и финансии, и све тоа. Приказната за Силјан не влезе во потесниот круг за Оскар, меѓутоа ја зграбчи National Geographic. Дали за тебе тоа е всушност најголемиот успех во овој момент? Апсолутно. Овој филм никогаш не требаше ниту да постои, немаше финансии за да постои. На некој начин беше повеќе некое пополнување на време чекајќи да се случи друг филм. Така што се што се случи врска со овој филм е навистина едно чудо и една огромна потврда за нашиот труд, талент и капацитет како една мала екипа. И пред се за мојата интуиција дека одам во права насока и ги наоѓам правите приказни. Значи немаше амбиција да стигне ни толку далеко. Тоа што веднаш го купи National Geographic после премиерата на Венеција е нешто кое што не се случува речиси никогаш во документарниот свет, на светско ниво. Толку брзо, обично документарците имаат некое шетање по фестивали од година дена пред воопшто дистрибутер да се заинтересира, така што ова беше се како ракета на некој начин. Изборот да баш нашиот филм биде избран за кампањата за Оскари беше исто така чудесно, бидејќи е уште една потврда на National Geographic колку верува во овој филм. Така што тоа е буквално повеќе од доволно и фактот дека добивме до сега 12 номинации на светски фестивали од таа категорија и 7 награди, гран-при, тоа е навистина и повеќе од што можев да замислам каде ќе стигне овој филм. Си било едно дете кој што живеело у земјата Македонија. Неговата фамилија имала многу земја, произведувале многу храна,
за народот. Имав можност да присуствувам на премиерата. Колку пораките од овој филм всушност допираат до македонското раководство? Па, јас се надевам дека, мислам, по тоа што се изразија и самите, беа навистина допрани од тоа. Значи, јас бев пред се многу воодушевена што воопшто такви ликови дојдоа на премиерата, бидејќи тоа не е вообичаено во Македонија. Последен пат кога се случило власта да дојде на филм, тоа беше всушност на Медена земја пред 6 години. И тоа беше сосема друг состав и друга власт, така што мислам без разлика значи кога едноставно врвот на државата ќе произнесе интерес за она што се случува во културата, тоа значи дека се случила многу силен бран со овој филм, кој што не може да ги остави рамнодушни, бидејќи зборува значи и за негативните и за позитивните работи во оваа земја и работи на кои што секако треба да свртиме сериозно внимание и да се сменат, а тоа може да го смени само таа структура и тој врв. Ние можеме само да зборуваме за тоа и да ги праќаме пораките, како автори, како културни работници. Така што верувам дека ќе допре и дека ќе направи некакви промени на многу нивоа и во културата, но и во земјоделието кај нас. Штркот и штрковите беа и една приказна од играниот филм. Така да сосема природно, распрашувајќи се на кој начин и со Animal Handler и прашувајќи како можеме да снимиме штрк и да го имаме во играниот филм, почнавме малци поише да зборуваме и штрковите као такви ни постана многу интересни на нас, што свативме некои ствари кои не сме ги знаеле до тогаш. Дека се многу блиски до човекот, дека се малтене као и ние. Идеме, се враќаме, на исто место доаѓаме, со ист партнер живееме, ловиме за да преживееме и сите тие работи, ако сватиме дека немаме доволно, одфрламе на некој начин. И као тако ни се наметна да започнеме ги истражуваме. Снимивме многу убави кадри. Жан Дакар, мислам дека кој исто е директор на фотографија и во играниот филм, некако се уигравме и така почна приказните да се редат делови и на крај дојдовме до еден документарен филм кој тебе направи бум. Приказната за сиња ги освои симпатиите кај публиката, низа на награди освоивте со овој документарен филм, но во филмот она што ми остави впечаток има една човечка димензија. Борбата за живот, борбата за опстанок. Зборувам за фамилијата предводена од земјоделецот Никола. Како тој дел го изменаџирате? Како успеавте да го склопите целиот тој, за да ја доловите всушност, да го доловите тој општествено политички и економски амбиент во земјата? Само не пазевме што снимам. Значи, ја мислам дека Тамара многу добро ги свати работите, многу добро ги препознава работите, многу полека, предпазливо пристапува према сите тие работи, така и со фамилијата. Тука не беше само Никола, неколку фамилии беа тука пратени и гледани, како работат, што соработуваат, на кој начин, што одгледуваат. Сето тоа, пратејќи ги штрковите, не носеа до одредени фамилии. На Никола останавме затоа што ја препознавме после и приказната за Силијан. Јас се препознав себе си во сето тоа. Мојот брат живее надвор од Македонија, ја живеам надвор од Македонија. Мене куќата ми е тука и останата е као таква недовршена. Така да, едноставно се читаа знаците. Не знам како да кажам. Знаете, кога ќе идете, читате знак, го препознавате и правиот знак само го ставате на право место. Ја мислам дека тоа Тамара најдобро го направи. Додека ја бев многу повеќе во оној друг дел, затоа што овој филм не е поддржан. Не беше на конкурс, па добиени се пари, па сега го испланиравме, па го организиравме, па ќе снимаме. Него овој филм беше од ентузијазам тргнат,
кога ги видовме знаци, кога видовме прекрасен еден материјал, кога видовме дека има приказна, само продолживме, што значи дека ја морав паралелно додека они трагаат за материјали, за добра приказна, да паралелно припрема материјали, конекции и сето тоа каде што сите ние се уклучувавме. И овде не сум само ја продуцент, овде има 4 продуценти од Ана Хашми која се уклучи меѓу првите. Тамара, поред тоа што е режисер, Жан Дакар као снимател и продуцент, и јас само као продуцент. Во вашиот говор по премиерата рековте не би сакала некои работи никогаш повеќе да се повторат, а некои дури сепак и натаму да станат своевидна традиција. Што е она што не сакате повеќе да го гледате, а што е она што треба се уште да трае? Секако дека работите кои што би сакала се сменат се пред се депониите кои што продолжуваат да растат и загадувањето на оваа земја кое што од секој аспект, загадување на земјата, водата и воздухот станува се потрагично секоја година. Тоа е она кое што би сакала прво и основно се смени, а тука сериозна улога играат повторно и власта, меѓутоа и самиот народ, кој што мора да има сериозна свест за она што се случува и да презема одговорност. Потоа би сакала да се смени односот кон самите тие земјоделци кои што не представуваат само едно малцинство во оваа земја, туку тоа е целокупниот однос кон земјата и кон природата, кој што можеби почнува од таа група на луѓе, меѓутоа сите ние сме поврзани со тоа, едноставно ние сме дел од еден поголем екосистем и отуѓувањето од земјата и од начините на комуникација со земјата и природата, всушност, особено во големите градови, придонесува до огромни штети по многу други помали екосистеми, во случајов како што се штрковите. Друга работа која што би сакала да се промени, на која што активно работиме, тоа е една работа која што можеме ние да смениме како филмаџи, тоа е да придонесеме за градење на рехабилитационен центар за штркови со помош на активистката Марија и со помош на Македонското еколошко друштво. Тоа е она за кое што ние можеме да собираме финансии, за кое што можеме да сериозен удел и маркетинг да направиме, за да се соберат доволно средства и логистика за тоа да се изведе. И за тоа ми е особено драго, бидејќи сметам дека секој филм треба да има таргет, треба да има цел на кој што се насочува и треба самиот по себе да биде способен да направи некаква промена, како филм и како автор, и како филмска екипа. Она што не би сакала да се смени е таа една прекрасна идилична слика на, да кажеме, на македонската внатрешност, еден начин на живот кој што на некој начин умира, но можеби навистина треба да се зачува, бидејќи конзумеризмот и капитализмот уништуваат работи длабоко во нас, кои што новите генерации многу ќе зажала што не може да ги осетат повеќе и не може да ги проживеат. Чувство на една заедница, на една комуна, не само фамилиарна, туку и целата таа заедница, како што гледаме во филмот, кои што се поддржуваат едни во други во таа работа, чувството на заедништво, кој што мислам дека се повеќе се губи кај нас, а ние сме земја која што историски и традиционално има сериозни корени во заедништвото, ние не сме прозападна и индивидуалистичка земја и ние треба тука да наоѓаме силата во нашето заедништво и унифицираност, нели? Тоа е нешто кое што не би сакала да се промени, не би сакала никогаш да се промени таа некоја длабока почит и однос кон природата и кон животните кои што реално во западни земји не постојат. Она што ние го гледаме во филмот како еден човек вдомува едно диво животно и каква врска гради со тоа диво животно, или не знам, луѓе што вдомуваат, наједноставно кажано, улични животни. Тоа се работи кои што нас не се нормални, меѓутоа
реално во светов не се секојдневни, не секоја земја го има тој однос према природата и животните. Всушност живеат доста дистанцирано и доста далеку од таа природа и животински свет, а тоа е нешто кај нас кое што се уште постои во некаква природна органска симбиоза и тоа е прекрасно и треба да продолжи како такво. Тоа сметам. И пред се, ета на крај ќе кажам и таа некоја љубов кон фолклорот, кој што исто така можеби се заборава, но повторно, како и во филмот, нели, приказната за Силјан, која што гледаме дека повторно оживува во 21 век низ една сосема друга приказна, тоа само покажува дека ние едноставно живееме во повторливост на историјата и дека тие митови кои што некогаш ги инспирале нашите предци се исто така инспирирани од вистински приказни, повеќе од сигурно многу предци наши во минатото ја доживеале оваа приказна, вдомиле Штрк кој што бил повреден, си манифестирале дека тоа е нивниот загубен син, си изградиле цела приказна околу тоа. Така да ги одржуваме во мит, во живот тие митови и да ја гајме љубовта кон нив и да ги сваќаме во модерен контекст во денешно време, сметам дека е навистина важно, бидејќи тоа ни дава многу одговори за тоа кои сме ние и како би биле среќни на некој начин да живееме. Повеќе од 20 години живеете и работите во Србија, во Белград. Ако направите компарација со домашната, македонската и кинематографијата во регионот, каде сме ние? Помешани се чувствата, не знам како да кажам. Во однос на квалитет сме многу високо. Во однос на људски ресурси и луѓе кои ни се потребни за работа сме доста ниско. И тоа ми е некако, не знам, често и јас се прашувам што е тоа. Во Србија, например, можно, ја ќе зборам еве за Србија, пошто таму живеам и творам, доста, ние можеме да обслужиме таму 30 сервиси, например. 30 проекти може да се работат во исто време. Во Македонија вие можете да работите 1 до 2 проекти. Толку имаме људство као такво, едуцирано, образовано и квалитетно. Заиста квалитетно. И тука сум помешан дали квантитетот прави лош квалитет или едноставно се овдека луѓето заиста гениални и прават квалитет и поред тоа што немаат услови. Така да не знам, не сум паметен, а често си го поставувам тоа прашање. Овдека имаме доста креативни луѓе, овдека има чест и на играниот филм да работам. Доста од нив и доаѓаат во Србија, работат као македонци, работат во мојата екипа, пошто заиста имаме преквалитетни луѓе, кои, ја мислам дека тој ентузијазам кој они го носат е нешто што не може да се плати. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и на вас. Мисла на тоа дека баринтеровото мнозинство беше невозможно да се постигне без пратениците од ДУИ. И во таа смисла ДУИ е фактор, била и ќе биде. Дали е реформиран и дали тоа значи дека ВМРО прифаќа дека ДУИ е реформирано, не мислам дека е тоа случајот. Неделава се одржа еднодневниот дебатен кружок на партиските шефови. СДСМ го бойкотираш собирот на лав муабет без дневен ред. Ги немаше сателитските коалицијски партнери. Гледе чудо, одсутен беше и лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски. Во овој издание на Тренинг соговорник е Марко Трошановски. Трошановски, кои се ефектите од оваа лидерска средба без присуство на председателот на Социјалдемократскиот сојуз? Мислам дека
Пред се да кажам дека лидерските средби не се омилен формат на носење на стратешки крупни одлуки помеѓу граѓаните. Напротив, оние истражувања што ги имаме, 75% од граѓаните наназад со години, последното ни е пред 2 години направено, се против лидерските средби, односно се занемаруваат легитимните платформи каде што вакви теми треба да се дискутираат, пред се тоа е собранието, се разбира. И мислам дека треба да се напуштаат, но еве некако нашата политичка култура е таква. Ефектите, мислам дека во овој случај рано да се зборува, особено што немаше никакви посебни заклучоци, односно освен конструктивните впечатоци и атмосфера која што некако преовлада потоа, некакви конкретни одлуки не беа донесени, така да за ефекти не може да зборуваме, но некаков ефект, ако дека треба да споменеме, би бил дека после на електризираната, на моменти антагонизирана атмосфера што произлезе после локалните избори меѓу политичките партии, некако сведочиме сега на некаква пацификација, консолидирање на политичкиот наратив, амбиент во кој што се разговара на нормално, пристојно ниво. Ете би рекол дека тоа е она што како можеме да го кажеме како главен заклучок, и за прв пат левица учествува на тие во сосема поинаква улога, очигледно може би екзалтирана од првото искуство на лидерски средби, каде што на ним несвојствен начин некако конструктивно даде и таква нота на нивното присуство. Отсуството на опозицијата е една од главните опозициони партии СДСМ, би рекол дека за мене се уште неразбирливо. Она што го предпоставуваме е можеби промена во нивниот пристап кон како опозицијска партија, во смисла на тоа дека сега би се држале настрана од процесот како многу поагресивен критичар, процесот на разговори, не давање на легитимитет на владава и така натаму. Дали не доаѓањето, неприсуството на Филипче на лидерската средба е избрзан, непромислен чекор или потек кој на некој начин го става во теснеци лидерот и премиер Мицковски? Имајќи во предвид дека начелно во првата фаза беше најавено широка лидерска средба. Јас на таа лидерска средба не ги видов сите лидери на партиите, дури ниту сателитските коалицијски партнери помали. Па да, добро, сега вообичаено лидерските средби не биле во толку широк формат традиционално на назад ке нас ако се зборува, ако се погледне. Генерално биле најголемите или партиите што имаат парламентарни групи во собранието. Као што реков, не ми е целосно до крај јасен мотивот, меѓутоа претпоставката ми е дека СДСМ се репозиционира како многу поагресивен, по-радикален опозицијски актер на политичката сцена, нешто што до сега беше својствено на левица би рекол, која што ги делегитимираше постоечките формати на носење на политички одлуки во својот пристап. Сметате ли дека оваа стратегија на СДСМ ќе броди со плод? Па не сум сигурен, особено што можеби таа функционира за партии кои што се допрва треба да се факторизираат или етаблираат, па врз основа на креирање на гнев, на таков силен анимозитет кон владата, антиестаблишмент однесување, создаваат поголема поддршка во гласачката база. Меѓутоа, СДСМ е све само не нов актер и не сум сигурен колку таа стратегија и пристап ќе вроди со плод. Како гледате на најавата за можна лидерска средба, тет-а-тет средба на Али Ахмети и Христијан Мицковски? Дали ова е сигнал дека ВМРО всушност сега смета дека веќе дуе реформиран натрешно? Или сепак Али Ахмети се става веќе во ситуација да биде фактор од кого ќе пред се од неговата партија ќе зависат и носењето на одредени закони со двотретинско мнозинство, со Бадентер? Тоа беше така и претходно во смисла на тоа дека Бадентеровото мнозинство беше невозможно да се постигне без пратениците од ДУИ. И во таа смисла ДУИ е фактор, била и ќе биде. Дали е реформиран и дали тоа значи дека ВМРО прифаќа дека ДУИ е реформирано, не мислам дека е тоа случајот, особено што реално кадровски
се уште не видовме никакви особени, освен промена можеби во координаторот на партеничката група, не видовме некои внатрешни промени поголеми кај ДУИ, онакви какви што ги бара ВМРО ДПМН, но факт е дека дел од законите што се системски или дел од реформската агенда или дел од стратегијата на влада се закочени, за жал, и за тоа трпи целата држава. Дали е време за укинување на пржинската влада? Мислам дека да. Не се согласувам со пристапот со изјавите на ДУИ дека треба да ги контактираме меѓународните партнери, стратешки на земјата и слично, особено што како членка на НАТО, земја која што има од 2016 наваму, која што беше повод за токму за техничката влада, меѓутоа од тогаш наваму имаме релативно пристојни, фер, слободни демократски избори, без сериозни забелешки од страна на ОДИХР и оние нели европската извештаите на Европската унија и така натаму. Мислам дека нашиот политички систем е до некаде консолидиран, да нема потреба од вакво решение кое што подразбира дека системот самиот не може да се контролира себе си, па сега е потребно нели заради да не се злоупотребуваат јавните ресурси, секогаш да имаме опозициони министри пред изборите. Така што да, мислам дека техничката влада, пржинската влада треба да замине во историјата и затоа треба ние самите тука да изградиме консензус без да се делегитимизираме или да го пренесуваме суверенитетот наш како држава на стратешки партнери за теми кои што воопшто нив не ги тангираат, односно ја тргираат нашата држава и нејзиното достоинство. Благодарам. Тука е крајот на ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме може да не читате на порталот trilling.mk. Довидување.